нема правна разврска за незаконското преслушување. Мјалков Куртули, Груевски најавува враќање преку блиските медиуми во Белград и преку претседателот Александар Вучич. Екс-премиерот вели дека Заев и Мицковски работат против него и блиски медиуми и новинари до нив. Во ово издание на Тренинг гостин е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господин Спасовски, чувствувате ли одговорност што како владеачка гарнитура ја отворивте аферата прислушкување и се урна како кула од карти? Дали за ова е сушност е најава за пат на правниот систем во државата? Јас секогаш сметам дека за било какво случување кое што е противправно, таму каде што се рушеа човековите слободи и права и така натаму, ако помине неказнето од било кој аспект, тоа отвара можност или раѓа уште едно такво нова состојба во која што некој може да злоупотреба. Сека дека тука треба да имаме во предвид реформскиот процес, службите и така натаму, тоа што се работеше во насока на тоа да се намали можноста од злоупотреба на вакви активности, меѓутоа секако дека одговорност мораше да има за било кого кој што учествува во такво незаконско прислушување или за било кој друг вид на криминал. И мислам дека тоа е нешто што и го очекуваа граѓаните и сме одговорни пред граѓаните токму за таа работа. Ве прашувам како министри и како влада, дали вие чувствувате одговорност, бидејќи избрзавте по експресен пат, донесовте измени на кривичниот законник, со кој се отвори патот за застарување на делата од големата афера прислушкување? Секако дека тоа е еден голем проблем во однос на измената на кривичниот законник и еве сега слушаме застарувањето на предметите од прислушкувањето и од една страна без разлика на тоа што се постигнува согласување со некои од директивите, се прави постапка која што може да биде поефикасна, меѓутоа сепак влијанието врз постапките кои што претежно значеле рушење е секако негативно. Прашувам уште еднаш, се срамите од одлуката за застарување на делата? Одлуката за застарување на делата не е наша, таа е судска одлука, меѓутоа вие го отворите патот со измените на кривичниот законник. Измените на кривичниот законник сигурно дека допринеле до таа работа и сметам дека тоа е навистина лош момент. Груевски не е исклучено да се врати во државата. Вие во една прилика ќе речете, велите поточно, Груевски ако дојде, ќе мора да си одлежи затвор. Значи ли тоа дека ако екс-премиерот стапне на македонска територија, веднаш ќе биде уапсен и однесен зад решетки? Да. Заради тоа што не станува збор за еден предмет, станува збор за повеќе предмети и не станува збор за законско решение кое што него го амнестира во однос на сите оние одлуки кои што се донесени за издржување на мерка притвор која што ја има, ниту пак делата за кои што се терети дека може да бидат застарени. Таму имаме до 2036 година. И затоа сметам дека и тој процес е еден од добрите процеси во кои што ако сакаме да имаме помирување во општеството, треба да одиме на патот на носењето на одговорност. Така да тука јас не гледам дека има начин како поинаку да се врати освен во затвор. Како ги доживувате пораките на екс-премиерот Груевски во интервју за Белградска политика, кај што вели од моето враќање се плашат многумина? Јас воопшто немам никаков однос во однос на неговиот став. Кој е тој што се плаши, може да се плаши колку сака и јас не гледам причина зошто некој би се плашал од човек кој што флагрантно злоупотребил својата позиција во одреден момент и за кој се водат постапки тука.
Дали со аферата прислушување всушност се отвори патот на праксата на неказнивост во државата? За едно од најмасовните операции за кои вие како владеач, тогашна опозиција го отворивте целиот процес, всушност сега станува под знак прашање правната сигурност во државата, безбедноста во државата. Неказнивоста е секогаш проблем заради тоа што раѓа нова неказнивост. И тоа не еднаш се случувало во државата. Не еднаш заради тоа што имаме состојби во кои што, да речеме, 2012 година, кога се случи настанот во собрание, во кој што бе изфрлени новинарите и пратениците, немаше никаква одговорност. После тоа се роди нов таков случај, инцидент на 27. април 2017 година. Дополнително што тоа не е состојба, не е вредност која што треба и мора да се промовира, заради тоа што токму правната несигурност, ако се јавува, тогаш мислам дека тоа е најголемата штета за државата. Како вчера да беше кога Груевски избега од државата, 7 години по неговото бегство, никој не понесе одговорност, а вие сте толку и време на чело на Министерството за внатрешни работи и сега ви се случува една хипокризија да постои реална можност екс-премиерот да ви се врати. Јас кажав како може да се врати и тоа сум го повторил повеќе пати. Најдобро е да се врати, ако се врати, ќе се врати во затвор. Значи нема начин на кој што тој би се вратил да нема одговорност. Зошто после законот за измените на кривичниот законник сега се инсистира на закон за амнестија? Дали со ваквите постапки вие поточно идете во насока на меѓусебно, говорам власт опозиција, политичко помирување и политички дел за меѓусебно заштитништво? Јас кажав неодамна во јавноста дека за мене најдоброто помирување, политичко, национално, какво сакате во општеството, кое што ни е потребно, треба да биде на основа на носење на одговорноста. Тоа се клучни вредности на кои што ние можеме да се обединиме заради тоа што тоа се вредности кои што ги посакуваат граѓаните и кои што создаваат правна сигурност, правна држава и така натаму и така натаму. И затоа мојот став во однос на законот за амнестија е многу јасен, заради тоа што сметам дека нема ниту една причина која што би оправдала носење на закон за амнестија. Дали поддршката од српскиот претседател Вучич за Груевски е всушност и индиректен или директна порака на официјален Белград дека стимулира дестабилизација во Македонија? Ќе ве потсетам дека само пред одреден период Вучич имаше едно интервју за српски медиум каде што индиректно или директно го бранеше Груевски дека нема логика во обвинението против Груевски во делот на предметот кој се водеше околу Мерцедесот, дека за исто таков предмет, односно исто такво возило, користел и тогашниот претседател Тадич. Во однос на кривичните постапки кои што се водат во државата, против било кого, па и против Груевски, збор може да имаат исклучиво судските инстанции во државата. Така да, за мене е ирелевантно тоа што некој друг од надвор ќе го кажува и кои се мотивите во овој дел. Постои ли опасност од нова можна внатрешна дестабилизација, граѓанско незадоволство поради ваквите помалку недобро осмислени потези владини, потезите и одлуките на судството во кои големи предмети паѓаат? Да ве потсетам дека шарената револуција произлезе токму поради аферата прислушкување и аболицијата на која ја донесе тогашниот претседател Иванов. Секако дека има незадоволство, се појавува незадоволство, меѓутоа тоа не може да влие од безбедносен аспект или нема индиции дека тоа нешто може да направи проблеми во безбедносната компонента.
Меѓутоа, сепак тоа незадоволство треба да биде добро анализирано и да биде артикулирано низ законодавството и низ функционалноста на институциите. Ако сакаме визионерски да размислуваме за иднината на државата. Дали е подкопана правната сигурност во државата поред ваквите одлуки и на владата, и на власта, а и на правосудните органи? Јас сметам дека нема подкопување на правната сигурност, меѓутоа е основа за да треба да се размислува каде системот да се зајакне, да се консолидира. Следите тренинг, гостин во емисијата министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господин Спасовски, светот е разбуричкан. Руска агресија врз Украина, Израел, Хамас. Постојат ли реално можни импликации кризата да се прошири врз регионот, а и ние да не бидеме заобиколени? Сите овие случувања кои што ево на геостратешко ниво предизвикуваат одредени поместувања и така натаму, сериозно влијаат на безбедносната состојба. А јас би рекол и случувањата во регионот, кои што ги имаме заради тоа што сепак ние сме регион кој што е кревок во однос на стабилноста, на безбедноста. Имаме отворени прашања кои што треба да се затворат преку диалог и тоа е и наш став како држава и апел преку диалог да ги решаваме работите. За жал имаме во 21. век руска агресија на Украина, војна што можеби никој не замислува дека може да ни се случи. Во моментот има нова безбедносна криза во Израел. Сето тоа имплицира дека мора да бидеме многу внимателни, да работат консолидирано сите безбедносни служби, вклучително и Министерството за внатрешни работи, и тоа го следиме од час во час тие случувања и се анализираат сите активности. Во постојана комуникација се и Агенцијата за национална безбедност, и Агенцијата за разузнавање, заедно со Министерството за внатрешни работи, се со цел да ја сочуваме безбедноста и стабилноста на нашите граѓани и на државата, меѓутоа и да влијаеме на стабилноста и безбедноста во регионот. Вие знаете дека во Република Северна Македонија и досега сме имале такви предизвици што кога станува збор за насилниот екстремизам, радикализмот и така натаму, тероризам, со кои што успешно се справувале безбедносните служби и тоа го правиме и сега во континуитет. Се ближат избори, веројатно ќе бидат редовни идната година. Постојат различни барања, проекции, проценки, дали да се оди во пакет председателски и парламентарни. Јас денови го слушнав вашиот став дека вие сметате дека треба да си одат одвоени изборите, председателски и парламентарни. Моето прашање до вас е, прво, дали не мислите дека можеби на Македонија и се потребни и е потребна влада на национално единство во кое ќе партиципираат клучните партии, особено во периодот за да се донесат клучните и стратешки прашања кои се приоритетни за државата. Членството во Европската Унија, решавањето со прашањето со Бугарија, за кој имате реално различни позиции со опозицијата. Јас би рекол дека е за државата, за Република Северна Македонија е потребно да нема разидување во однос на остварувањето на стратешките национални интереси од политичките субјекти кои што екзистираат на територијата на државата и кои што работат. И во тој дел мислам дека само во таа функција сите заедно треба да настапуваме без при тоа да има било какви поделби, бидејќи за стратешка цел како што беше НАТО, како што е Европската Унија, тука нема место во кое што ние можеме да
дебатираме како за одредени идеолошки прашања. Затоа сакам да овие поделби ги одвојаме една од друга. Имаме, сакам да кажам, многу прашања на кои што ние можеме да имаме и имаме различни мислења и видувања и ставови, меѓутоа за националните интереси политичките партии треба да бидат сериозно на едно исто рамниште, на исто ниво на одговорност кога станува збор за државата. Какво е вашето согледување во однос на шансите во наредните неколку недели да се изгласаат уставните промени? Секогаш, лично јас сметам дека во ниту еден момент не треба да застане процесот, туку напротив, треба да се прават напори тој процес да успее. И тоа е добро за државата. Тоа е добро за иднината, за граѓаните, заради тоа што час поскоро, ако се заврши тој дел, ние ќе можеме да продолжиме во континуитет со европските интеграции и практично да низ процесот на преговорите ги донесеме тие европски вредности и во државата, во нашите институции. И тоа е крајната цел, мислам, или желбата која што ја посакуваат граѓаните. Имајќи предвид дека огромното мнозинство на граѓаните посакува да бидеме дел од Европската Унија. Треба да се прават сериозни напори, да продолжат сериозно напред со разговори со политичките субјекти во секој поглед за да дојдеме до решение. Министре, дали во Македонија постои нов софистициран криминал на белите јакни, од политичари до менаџери да се склучуваат штетни договори со странски партнери, да се поништуваат такви договори и притоа пак Македонија да биде тужена, без притоа да се согледаат можните импликации од таквите евентуални штетни договори. Тука е веќе го споменам можноста штетен да биде договорот со Бехтел и ЕНК и ни за такви или слични договори. Па да се најдеме пред меѓународните судови и државата, а особено граѓаните, потоа да бидат оние кои ќе треба да плаќаат за лошите политики кои државата или власта ги води. Јас сметам дека сите тие договори кои што се случуваат, сите проекти кои што се отвараат, политичката волја е да бидат во најдобар интерес на сите граѓани. Меѓутоа тоа ќе значи и целосно почитување на договорите од договорните страни. Дали е државата или компаниите кои што работат. Така да јас сметам дека со една добра посветеност во работењето овие договори ќе бидат успешни, тие нема да бидат на штета на државата. Напротив, сметам дека ќе имаме огромен бенефит заради тоа што, например, вие ќе имате после 30 години само во независна Македонија, прв пат Пелагонискиот регион добива автопат. Прв пат се подобрува инфраструктурата и на тој начин се создаваат можности за развој на целиот тој регион, кој што, за жал, морам да констатирам, дека неоправдано заостанува во сите овие изминати години. Не ја прашам дали ќе се кандидирате за претседател. Што за вас е поголем приоритет? Да бидете лидер на СДСМ и да ја консолидирате партијата, бидејќи велат многумина дека во партијата постои разногласие, и да застанете на чело на државата, а при тоа да си создадете натрешни немири и поделби помеѓу едно или друго крило, говорам крило за кое се говори во јавноста, поврзано блиско со екс-лидерот на СДСМ Заев, со актуелниот претседател на партијата, со струите поврзани со генсекот Зечевич. Ја имам најголем приоритет личен, а тоа е да СДСМ и коалицијата која што практично го застапува тој проевропски фронт да биде таа која што ќе ја добие довербата од граѓаните и Република Северна Македонија ќе продолжи интензивно по патот на интеграциите и на тој начин градење на институциите по европски мерки, стандарди кои што ги имаме. Така да, личните очекувања, личните амбиции во ниту еден момент не можат да бидат
пред заедничкото и општото добро, и само во тој дел гледам мојот ангажман и мојот најголем приоритет. Многу често моите информации говорат дека имате средби со екс председател на СДСМ Заев, а многу помалку соработувате со лидерот Ковачевски. Сосема погрешни информации добивате ако добивате такви информации. Прво, тоа не е можно. Затоа што со премиерот Ковачевски ние сме на средби, на разговори и на заедничко работење секојдневно. Не е природата таква да имаме интензивна комуникација, средби со било кој од поранешните председатели на влада или поранешните председатели на партијата. Инаку, ако ме прашувате, јас сум во добри односи со сите нив. И за секојаш кога ми треба совет или некаква поддршка, или пак да споделиме мислење, јас сум тука за да се видам со сите нив. На крајот, дали случајот онкологија, како и многу други случаеви, ќе завршат со помалку одговорност на неколку лица споредни во целиот тој скандал, кој за многумина вела дека е можеби една од најголемите трагедии кои се случиле во поновата македонска историја. Јас сум сигурен дека случајот со онкологија мора да заврши секако со носење на одговорност, таа одговорност да биде конкретизирана, да има име и презиме и да не ги ставаме на тапет сите вработени во здравствениот систем, туку да одговара тој што треба да одговара. И апсолутно сум убеден дека не смее да ни се случува постапка каква што била 2012 година да нема завршница заради тоа што ќе дојдеме во нешто друго. Така да одговорноста треба да се утврди на основа на доказите кои што се прибрани и таа да биде конкретизирана. Тоа е мојот став и за тоа се борам. Да не биде македонските граѓани повторно да бидат сведоци на нова судско-политичка лакрдија како со случајот со Таргет Тврдина и онкологија така да заврши. Јас го кажав многу јасно мојот став. Не смее да заврши ниту еден случај дополнително што овде се работи за довербата во здравствениот систем и за здравието и животот на граѓаните. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам многу. Следете интервју со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. По кратката пауза за реклами, следен соговорник во емисијата е адвокатката Сузана Јошевска. Гледајте ме.